bolesne za umiranje. Sa slava Božja sino da se proslavi. Prijatelj od naš Lazar zaspal, odam da go razbudam. Stani Lazare, stani, stani Isus. Bolesne za umiranje, sa slava Božja sina. Slava ti, Gospode Isuse Hriste. Slava ti, Isuse, Tatko moj, koji si na nebesata. Da se sveti imето Tvoje, da dojde carstvo Tvoje, da bide voljata Tvoja. Vo mene, vo всеко jedan od nas. Како на небото, така и на земјата, така и во моето срце, така и во Твоето срце. Лебот наш наслушен ово живо слово зборува и денеска низ мене. Дај ни го и денес и простини ги, како што ние им ги простуваме. Простете и ќе ви биде простено. Долговите наши. Љубовта не го помни злото. Те сакам, Господи Исусе Христе. Слава ти што ова е 500 завети. Во дух излеани. Ти зборувај низ мене и денеска. Отвори го срцето на оние кои се спремни да ти дозволат да се населиш во нив, во духот, да живееш во секое срце. Еве овде во Мавро, температурата е минус, сега изгрева сонцето. Каде што тихувам и самувам и го слушам гласот на мојот небесен татко. За овие последни времиња, во Македонија, во Армакедонија, се собраа сите во армакедонската земја. Те сакам, Господи Исусе Христе. Се што е од Исус нека остане во секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине и да не се враќа повеќе. Во името на Господ Исус Христос, бегај од нас, Сатано, во името Исусово, отвори го умот и срцето на оние што слушаат, да ја примат Твојата сила, Твојата љубов која никогаш не престанува. Те сакам, Господи Исусе Христе. Останувам во Твојот мир и во Твојата љубов. Значи, ако е нешто од луѓе ќе пропадне, но ако е од Бога, Бог што се оставил човек да не разделува 500 завет, 500. Те сакам, Господи, тоа е дури несватливо. Несватливо. 3 секој ден по еден, 365 дена и уште тераш. И тоа е жива вода која не сопира. Тоа е извор на жива вода. Тоа е водата што треба да потече. Читаме Откровение 12 глава, Светски економски форум, го посветуваме ова. Во ноември најбогатите луѓе на светот, пазете, Исус е искушуван во сатаната, сатаната му вели, ако ми се поклониш, кому на сатаната? Ќе ти ги дадам сета власт на овој свет и богатство. Значи, тие најбогатите луѓе на светот, сега вие размислете кому му се поклониле, носат одлука на крајот на ноември 2022, тоа е пред еден месец-два. Скоро пред 2 месеци, месец и пол. Дека Бог нема, дека Исус е лажна вест, дека тие ќе стават чипови с белегот на зверот, ќе ги укинат парите, тие ќе решаваат кој ќе живее, кој ќе умре, ќе си направат свој олтар. О Исусе, не за сатаната и смртта, да за Исус во Македонија и на целата земја. Дали големите заедници молчат на ова, не ги интересира или се со нив заедно? Наскоро ќе видите кому му припаѓаат заедниците во кои одите.
Откровение 12 глава, видение за жената и змејот. Потоа на небото се покаже една чудна појава. Жена облечена во сонцето. Тоа е новата црква која доаѓа. Значи во Откровение нема минато, сегашност и иднина. Нема димензии, три време, простор и свест. Тоа е пишана во едно време и затоа е потешко за разбирање. Под нејзините нозе беше месечината, значи силите на злото. Сето она што е со месечината. На главата имаше венец со 12 звезди, 12 апостоли. Жената се породуваше и врескаше од породилни болки. Тоа е црквата, заедницата на Исус, која се породуваше долу на земјата. Во оваа долина на сенка смртна, во еден период на разбудување се прашував што барам јас овде? Што барам на земја? Зошто луѓето лажат? Зошто крадат? Што ми се случува? Знаете, тогаш и друга гледка се појави на небото, еден голем црвен змев. Еден од тие и Дедо Мраз, кога вие го славите и барате од него желби на место на Исус да му се поклоните, да се молите. Со 7 глави и 10 рогови, тоа се земни царства кои се реални. И секоја од 7 глави имаше круна, тоа се 7 царства. По својата опашка змевот повлече 1/3 од звездите на небото и ги собори долу на земјата, дадена е слика. Значи сатаната е представен како паднати звездоденице, ти ваков таков од дното, нели, кој сакаше да се искачи највисоко. Потоа змејот се упати кон жената за да и го погуби детето откако ќе го роди, се работи за Исус. Жената роди син, црквата, заедницата, кој ќе владее над сите народи со железен скиптар. Твојот жезол спокој ми дава, жива вода во утробата. Не се плашам од зло, ти си со мене, мил Исусе. Твојот жезол спокој ми дава. Видите, небото и земјата ќе преминат. Овие зборови нема да преминат. Не, Исус не е лажна вест, вие сте лажна вест. И време ти е да се покаеш сатано, да клекнеш на колене, да побараш прочка. Само ги носиш луѓето во гибел. Исус е ти напред, јас по тебе. Ти во моето срце. Жената роди син, синот беше издвоен и однесен кај Бог. На неговиот престол, тоа е Исус, значи тие се едно тело, еден дух. Во Откровение пишува дека нема престол во Новиот Ерусалим. Престол се Отецот и јагнето. Жената пак побегна во пустината, првата заедница, на местото што Бог го беше приготвил како за солниште за неа, таму да биде згрижена 1260 дни. И сега тие 1260 дни што значат заедници, вака, ова значи, она значи. Овде добро пишува дека никој не го знае денот. Наместо да се сосредоточиш Исус да живее во твоето срце, тогаш ти нема да имаш жед за знаење. Ти ќе имаш жед за љубовта на мојот татко. Татко, те сакам. Тогаш изби војна на небото. Михаел, архангел и ангелите под негова команда кои останаа верни на Исус завојуваа против змејот и неговите ангели. Змејот беше поразен и тој и неговите ангели беа исфрлени од небото. Големиот змеј, старата змија што ги мами сите жители на земјата, познат како ѓавол и сатана, беше фрлен на земјата заедно со неговите ангели. Ете, затоа е земјата. Затоа си на земјата. Дел се ангели на сатана, дел се материализираат во луѓе, поминуваат низ вода. Да се родиш од вода, од матката на жената. Човекот, значи, се раѓа од вода. Потоа во вода треба да се покае, потоа треба да има водна бања во духот. Да повика со сето срце кон Исус, да не се срами, да му се поклони на Исус и на таткото. Потоа чув глас од небото кој рече: сега доаѓа спасението и царството на нашиот Бог, власта на неговиот помазаник, бидејќи тужителот на Божите луѓе кој деноноќно ги обвинува пред нашиот Бог е исврлен, старата змија. И еве поентата, тие го победија, кои се тие вие, преку крвта на јагнето, со вистината што ја проповедаа, за која храбро ги жртвува и сопствените животи. И тоа е, тие го победија со крвта на јагнето, друг препев, со словото на своето сведоштво. Ти треба да бидеш жив сведок и не се плашеа
за својот живот, дури до смртта. Смртта ја победи Исус, затоа нека се весели небото со сите своји жители. Тешко си им на земјата и морето, бидејќи ѓаволот е фрлен кај нив, тој е силно разгневен, зашто знае дека му преостанува уште само малку време. Тоа си ти, синко, имаш малку време на земјата да се разбудиш, да повикаш кон Исус, ти испратил тој некој човек ти зборува. Да се покаеш, да простиш на сите. Кога змеот виде дека е исфрлен, да не осудуваш. Кога змеот виде дека е исфрлен, да не осудуваш, синко. Така ќе го имаш оклопот на праведноста. Во Ефесијаните, кога змеот виде дека е исфрлен на земјата, почна да ја прогонува жената што го роди синот. Но на жената ѝ беа дадени 2 крилја како на голем орел, за да може да се скрие во пустината. Тоа ти се духовни сили, духовна помош, ангели, помагачи на овој век, служители. Таму таа се избави од змијата, беше згрижена за време од 3,5 години, 3 времења и половина време. И сега ти викаат колку е тоа, волку години, толку години, кога ќе биде крајот на светот? Те сакам, Господи Исусе, крајот на светот е кога јас ќе се одречам од светот. И ќе се речам да за Исус, не за сатаната. И тогаш почнувам да чекорам во духовната патека, во тесната патека на Исус Христос. Значи, змијата од својата уста испушти млаз од вода како од река, телесна вода, лажни доктрини, разни учења. Обидувајќи се да ја однесе жената со водената струја, но таа е во духот, но земјата и притегна, човекот е од земја, се враќа во земја. Телесноста на жената ја голтна реката што излезе од устата на змеот, телесното оди долу, значи имав една визија, се распаѓа овој свет како слагалка. Планините, реките, морето, луѓето вреска и викаат ти си лош Бог. Сакам да си одам дома. Па ти си одиш дома во материјата. Мојот дом е на небесата, царство Божјо, кај мојот небесен татко кој е љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Змеот се разгневи на жената, тргна во војна против останатите. Во војна сме ние, не сме овде на одмор. Против останатите нејзини потомци. Војна за души. Против оние што ги извршуваат Божјите заповеди. Дали ги извршуваш Божјите заповеди и што му се верни на Исусовото дело учење. Слово, камен, жив камен, звршуваш, работиш како Исус, бараш помош, Он ти дава сила. Видение за првиот од двата звера. Змеот застана на морскиот брег, забележав како од морето излегува еден звер со 10 рогови и 7 глави, тоа се крвни царства, династии, лажни, тајни друштва, масони, илуминати, сатанска збирка, имавме не начупа цело семејство илуминати, со крвта подпишала. Исусе, дај им сила да излезат. На секој од 10 рогови носеше круна, на секоја глава носеше надписи со богохулни имиња. Дури и на производите денеска се рекламира сатаната. Фудбалски клубови со сатански знаци. Зверот имаше тело како од леопард, музиката и театарот и филмот. Поголем дел е завладеан од сатаната. Тоа е само расплодување на демони, Холивуд, лажна света гора. Зверот имаше тело како од леопард, нозе како од мечка, уста како од лав. Змеот му ги предаде, ги одредува одредените царства, символи. Над зверот својата моќ. Му го предаде над зверот, змеот над зверот, тој е негов слуга. Својот престол, ете они што велат ќе направиме ние нов престол, ете го тој престол. И својата голема власт забележав дека една од главите над зверот беше смртоносно ранета. На смртоносната рана зараз на сите жители на земјата се занесоа под зверот. И тие се занесени. Почнаа да го обожаваат, да го слават зверот, да се клањаат на змеот, што му ја беше дал сета власт над зверот. Му се имаат духовна сила, одредена, ограничена. Му се клањаа над зверот и говореа кој е како зверот и кој може да му се спротистави. И ние денес ќе го имаме тој. 2 големи организации, НАТО са ни европејци, НАТО и Европа. Кој ќе им се спротистави? Тие се. И Македонија ја расчеречуваат. Промени знаме, промени име, промени јазик. Насила, луѓето не сакаат. Можеш да се спротиставиш. Бегај од Македонија, сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. На зверот му беше дозволено да се нафрли да го навредува Бога, да владее 42 месеци. Тогаш зверот отвори уста, почна да го навредува Бога, да го хули неговото име. Нема Бог, Исус е лажна вест. Марш, сатано, во името Исусово.
Тогаш зверот отвори уста. Неговото живеалиште како и небесните жители. Над зверот му беше дозволено да војува против Божјите луѓе, да ги надвие. Му беше дадена власт над секое племе, народ, јазик и раса. Над зверот ќе му се поклонуваат сите оние жители на земјата, чии имиња уште пред создавањето на светот не се запишани во книгата на животот, што му припаѓа на јагнето кое беше убиено. Значи, тие ќе му се поклонат, чии имиња не се запишани. Во Филипјаните го имаме тоа објаснето. Сотрудници чии имиња се запишани на небесата. Сотрудник, значи, првин си слуга, служиш. Кога ќе посакаш вистински во срцето да работиш, ти си сотрудник, сотрудуваш со Исус, работиш за Исус, за Царството Божјо. Тогаш твоето име се пишува на небесата. Те сакам Господи Исусе Христа, затоа нашата молитвена група се нарекува сотрудници. Ако имате слух, слушајте. Кој е определен за робство, ќе падне во робство. Кој е определен да загине од меч, ќе загине од меч. Божјите луѓе се повикани на трпеливост и верност. На друго место, кој убива со меч ќе убиен, кој носи во робство ќе биде. Тој е друг препев. Видение на вториот звер. Одиме понатаму. Потоа видов и втор звер, ќе се појават зверчиња. Веќе имаме во Македонија такви. Краде, лаже, те продава. Имаш два народи кои се иста вера, например, со мнозинството во Македонија. Православни, бугарите и грците. Тие ги убивале македонците, не се покајани и продолжуваат да негираат дека ние суштествуваме. Видите, тоа е шизофренен идентитет. Ти тврдиш дека тоа не постои, кога веќе го гледаш ти тоа постои, како може да не постои, освен тоа. Овде е запишано Македонец, Македонија, благодатта Божја на македонските цркви. Видите, Божите зборови не се неотповикливи. Небото и звездите ќе поминат и морето. Моите зборови нема да поминат. Ти покажуваш за каква сатанска доктрина, нешто не е во ред со таа вера. Видов и втор звер кој излегуваше од земјата, имаше два рога како на јагне, ќе се представи како јагне, зборуваше со глас на змеј. Овој звер е во служба на првиот звер кој имаше смртоносна рана што му зарасна. Тој ќе ја користи сета своја власт да ги натера сите луѓе на земјата, да му се клањаат на првиот звер. Дали ќе му се поклониш ти на сатаната? Притоа тој ќе извршува и големи чуда, ќе направи дури и оган од небото да паѓа пред очите на луѓето. И ние го имаме благодатниот оган во грчка црква во Ерусалим. Видете, Каравангели, сега го повторувам постојано. Каравангелис пред 100 години ги благословувал кретијаните, ги викал Христови војници, ги нарекувал. Пазите кое богохулие оделе во македонските села. Колеле жени, деца, родилки, трудници, старци. Тие се уште не се покајани. Денеска тврдат дека нема македонци, не признаваат македонски јазик. Исти случај со бугарите. Не може да слегува таму благодатен оган. Тој оган не е од Исус. Ти не си се покајал, бре синко. И ти правиш цел ден народ во сатанска доктрина, го врзуваш во смрт. Целта на вториот звер е да ги заведе луѓето од земјата со чудата што ќе ги извршува. Тој ќе ги убеди луѓето да му направат икона над зверот. И ти се поклонуваш таму. Богомилската книга, на слики. Пази. На друго место вели биста над зверот и ќе му се поклонуваш. Тие сега се караат денеска. Ќе одат на гробот на еден македонски револуционер Гоце Делчев. Видите? Идол поклонство кон смртта. Вие немате љубов меѓу себе. Нему ќе му биде дозволено да внесе живот во иконата, се случуваат некои работи која ќе проговори и ќе ги убива сите што нема да се поклонат, да се клањаат над зверот. Тој ќе ги принуди сите луѓе, мали и големи, богати и сиромаси, слободни или робови, да бидат обележани на десната рака или на челото. Без тој белег никој не ќе може ништо да купува или да продава. Белегот ќе биде името на зверот или бројот што ќе го представува неговото име, значи ќе ви стават плочка чип на советот на овие што му се поклонени над зверот во ноември 2022 најбогатите светски економски форум. Ќе се укинат парите и ќе ви се стави чип во раката, десната или на челото, без кој никој не ќе може да купува и да продава. Во Македонија за малку во Македонија не изгласа овие послушници сатански масони илуминати, натосани европејци, сатанска збирштина, закон да не можеме да се движиме.
Пазете која збиршина, кој ве води, за кого гласате, потребна е мудрост да се разбере. Белегот ќе биде името над зверот или бројот што ќе го представува неговото име, потребна е мудрост да се разбере ова. Тој што е прониклив ќе може да го открие значењето на бројот над зверот 666. И сега јас го знам, овој символ го прават македонци, демек 3 Македонии. Тоа е 666, не го правете тоа. Не го правете тоа, неразбрани. Тој символот на Сатана ти покажува кому му служиш. Одиме со поуката. Еве, 3 точки на војувањето и оружјето Божјо. Јуда 1:9, Марко 8:32-33, Лука 23:33-34, Ефесијаните 6:10-18. Јас сум во автомобилот навечер, седи до мене еден познаник, сака да излезе, не сака да излезе, познат актер, добар пријател, но тврдокорен. Малку е пивнат, ми вели, му остави ламене, друг наш познаник, дед Иван Сингартиски од Пиренска Македонија, Бог да го прости. Бугарите му го зеле пасошот, пазете, и тој единствено што можел да студира документите лични, на богословија го примиле, не му дале никогаш да служи, само бил како ѓакон. И тој му дал ламане да се вратам јас во православната вера. Видите, тој лаже. Јас бев кај човекот, дед Иван, добри пријатели, тој беше вистински борец. Секогаш цитираше од Библијата. Некои стихови, ние се чудевме како, кога ја прочитав Библијата ги најдов. Еден ден, 10 часа може би разговаравме. И ми рече, толку се радувам што дојде до ова, до Исус. Видете, без разлика. Дека потоа ми вели да се вратам во православната вера, ми го кажува постојано и веќе, знаете, прекипува. Дека јас сум негов син, тој ме создал, бидејќи учејки ме во Македонија и македонизмот, имавме една дружба, еден период, и јас му велам, бегај од мене, Сатано, во името Исусово, и не се враќај повеќе. Потоа во духот му кажав се, за животот, за смртта, се што ми дава духот. Како да војувам и да се спротиставам. Тој ми вели, Господ е во неговото срце, одел се поклонувал и паѓал. По црква која носи име на жена. Знаете, ние зборуваме дека славата е на Исус и Отецот, без разлика дали некој некого родил или не родил. Он не роди по своја волја преку словото на вистината Јован. Потоа во духот му кажав се, како да војувам и да се спротиставам. Знаете, те соблазнуваат луѓето. И ние сведочат, се повеќе се стеснуваат, се повеќе нељубов има и на работа, врв на суета и на омраза. Љубовта излади. Како да војувам, да се спротиставам. Јуда 1:9, Архангел Михаел се препира со ѓаволот. Пасете го ова, за Мојсеевото тело, мисли на црквата, не се осмели да изрече хулна пресуда. Туку рече, Господ да те спречи, друг препев, Господ да те укори. Архангел Михаел го победи сатаната. Пазите, он не го осудува сатаната, и јас ли да го осудувам? Но имам, бегај од мене, Сатано. Господ да те спречи. Нас не напаѓаат луѓе што создаваат поделби, живеат по инстинктите, во нив го нема Божиот дух. Јуда 1:19. Ете тие се, во друг препев, подигрувачи, постапуваат според своите безбожнички желби, одделени од единство на верата, телесни и немаат дух. 1:19. Актеров познаникот ми вели, Господ е во мене, Исус е на помош. Имавме ние една жена од илуминатите, дојде да се молиме. Кога почна молитвата, побегна, таа вика, Исус ми е во срцето. Кога рековме, Исус се слези да го раскинеш договорот, подпишала договор со сатаната. Цело семејство илуминати во Скопје го истетовирала знакот на сатаната, окото. Видете, духовно војување. Одиме понатаму, Лука 23:34. А кога ќе се спомне Исус, Џон Бак бега. Лука 23:34, духовно војување. Исус е распнат, тепан, плукан, камшикуван, на крстот се моли вака. Прости им, татко, зашто тие не се свесни всушност што прават. Лука 23:34. Друг препев, Оче, прости им, зашто не знаат што прават. Не ги осуди, бара прошка, се моли за нив, за оние кои го распнаа. Духовна борба не е осудување. Не заборавајте, еден е судијата, Отецот и Исус. Трета точка на војувањето, Марко 8:32-33. Исус ја навестува својата смрт и воскресение
Вели дека треба многу да пострада, да биде отфрлен од старешините, првосвештениците и книжниците, да биде убиен на третиот ден, да воскресне, Марко 8:37. Петар го повлече насамо, почна да го одвраќа, 32 стих. Исус му забрани на Петар да говори: замолкни, Сатано, и му рече: бегај од мене, Сатано, зашто не мислиш на она што е Божјо, туку на она што е човечко. Марко 8:33. Друг препев: бегај од мене, Сатано, тоа што го велише човечко размислување, а не Божјо. Подолу Исус вели. Видете, кога не остваруваш неговата волја, ти чекориш по своји желби и своја волја, ти си во сатанскиот дел на тебе. Тој што сака да стане мој следбеник, Исус ви вели, треба да се откаже, те сакам, од својата себични желби и амбиции, да го понесе својот крст, значи да појдеш по Исус, да му дозволиш да тргне по моите стапки, да одиш по Исус, да ги облечеш обувките на Евангелието на мирот, Марко 8:34. Значи да се откажеш од собственото, јас што мислам, што сакам. Тоа тешко го разбираат. Многу христијани постапуваат по својата волја и мислат дека се христијани. Не, ти си припегаш се уште сам на себе си, сам решаваш, а после очекуваш Исус да те поддржи, значи ти си тој што треба да командуваш. Тоа е сатанската природа. Сатаната ги излаже дека тој е Бог. Падна 1/3 ангели, затоа сте на земјата. Духовно војување по примерот на Исус. Исус му вели на Петар: бегај, Сатано, но не сопред да го љуби. Марко 10:28, значи после 2 глави. Петар пак е тука со Исус. Петар не си замина. Не беше суетен, остана. Укорот го прифати. Ете, ние оставивме се, вели Петар, и станавме твои следбеници. Сепак потоа се откажа од Исус со петлите и претходно му рече: ако треба, понатаму уште неколку стиха, ако треба и да умрам, не се откажувам. 3 пати се откажа, значи сатанското е човечкото, земното, моето, твоето. Духот треба да не води во војувањето. Тоа е тешко го разбираат луѓето. Дали го прашуваш Исус за се како да постапиш или постапуваш по твоите инстинкти? Прости им, Оче, Исус да те укори или бегај од мене, Сатано. Духот кажува, не јас. Ефесијаните 6:11-17 ни изборува да се облечеме во сето оружје Божјо, за да се оддржиме против ѓаволското лукавство. 11 стих. И си, ние не се бориме против луѓе, против началства се бориме, власти, световни управители на темнината, поднебесни духови на злобата. Друг препев вели да го облечеме Божиот оклоп. Не се бориме против луѓе. Му рече на Петар: бегај од мене, Сатана. Но Петар остана: јас ќе укорам некој, тие си одат. Покажеш колку е тенка човечката природа. Јас не ве укорувам, Духот зборува низ мене. Зарем мислите дека тихо може да сними 500 завети од Светото писмо, па да слезат 60 на песни или колку се, па да се издаваат секоја година по една книга за Исус сведоштва, па да ти даваат место да го зборуваш тоа на 2 радија, на 1 телевизија и на секаде. Те сакам, Господи, наскоро има и христијанско радио. Значи, треба да го облечеме Божиот оклоп, да ги издржиме подмолните напади на ѓаволот. Број 1, појас на вистината. Значи, сум се стегнал со појасот за Исус и не се пуштам. Појас на вистината. Исус се држам за Исус, не морам. Исус вака правеше, правам и јас. Оклоп на праведност, штитник на праведност. Не осудувам. Да не бидам осуден. Тој е оклопот на праведност. Обуен да благовестам мир на нозете, Евангелието, одам да го ширам мирот, обувки на мирот, без Исус никаде не одам, ја ширам благата вест. Број 4, штит на вера. Исус ќе ми помогне, Исус ќе ме болеше. Вчера нешто рамо, не знам што беше, рамо, не рамо, не, веројатно одладно настинав, скачувајќи се, слегувајќи си испотив, на снегов работам. Исус, ти ќе мислиш, сабајле, станав здрав. Штит на вера. Доверба во Исус. Тој ги гасне сите стрели на лукавиот, штитот на верата. Шлем на спасение на главата. Секоја мисла покорна во дејство, во војување, во водство и покорност на Исус Христос. И 6, духовниот меч, кој е Словото Божјо, меч на Светиот Дух, Слово од Свето Писмо изговорено со вера, во заедништво и водство од Исус,
во силата од десната страна, не за сатаната и смртта, да за Исус во моето срце. Бегај од мене, сатано, и не враќај се повеќе. Во името на Господ Исус Христос велам, се што не е од Исус да си замине од мене, од Македонија, од целата земја, од двете заедници. Ние му припаѓаме на Исус Христос. Како да војувам? Како? Исус да те укори? Прости им, татко, не знаат што прават, или бегај од мене, сатано. Не избирам јас. Духот ме води во војувањето. Ете, целата суштина е во тоа. Не заборавајте тоа што мислиш човечко е сатанското. Ти не си праведен, еднаш праведен, за секогаш праведен. Само ако ја живееш Исусовата правда, не си еднаш спасен, за секогаш спасен. Кој ќе претрпи до крај, до крај, до крај, до крај. Што значи тоа? Па до смрт. Додека не го оставиш телото во земја, го посееш и заминеш со душата, односно со духот, и ние се расправавме дали душата оди на суд. Поминуваш низ огнено езеро, првиот свет беше потопен во вода. Тие повторно сакаа да создадат над човек. Демоните и луѓето се мешаа. Направиат джинови, затоа е полна македонската литература со такви состојби, змејови, джинови. Тој помина низ вода, вториот ќе помина низ оган, златото се прочистува низ оган. Татко мој, ти благодарам што денеска го зборувам 500-тиот завет, да бидам сад за твоја употреба, ти да живееш во моето срце. Исцелување за сите оние допрете се каде што ве боли. Исусе, дојди во моето срце и помогни ми. Се покајувам за секој грев, им простувам на сите, никого не осудувам. Ја прифаќам твојата волја во мојот живот, се покајувам за гревовите на моите предци. Пред мене, зад мене, околу мене, низ мене, Исус живее од земјата до небесата, во невидливиот свет, во духовниот, во длабокото и широкото. Исусе и сам мој Исусе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, не за сатаната и смртта, да за Исус во Македонија и на секаде. Амин. До Божјо царство небесно, брати и пријателе. Имаш малку време на земјата, си клекни, падни, приповика Исусе, Исусе, ако те има, Исусе, Исусе, Исусе. Додека не ти се објави, не ти испрати некој сотрудник, како апостол Павле, да го брани Евангелието. Исус не е лажна вест. Лаж го и татко на лагата е сатаната, големата змија. Тој е лажливец од почетокот. Зборовите на Исус не се бришат, така да и оние доктрини дека Македонија, македонци, македонски јазик нема. Е сатанска доктрина која многу цели народи, без разлика што тие мислат дека се верници, ги носи во пропаст. Исус во секое срце, на секаде Исус, во секого Исус. Амин, до Божјо царство небесно. Амин. Болесне е за умирање, са слава Божја сина да се прослави. Пријателот наш Лазар заспал, одам да го разбудам. Стани, Лазаре, стани, стани, Исус. Та болесне е за умирање, са слава Божја сина